Не само во близина на Кокино, туку секаде кај што се движиме низ нашиот крај на Козјачијата, ние веќе одамна забележуваме дека има таков паразит кој што го напаѓа борот, а има и на Студена вода, место кое што ни е најблиско до Куманово и веќе атрактивно, популарно, многу луѓе одат поради оваа пандемична ситуација. Лани мислам дека беше октомври, не се сеќавам баш добро, имаше масовна реакција од граѓаните и од рекреативци и од нас планинари, затоа што ние сме сепак Здружение за планинарење и заштита на планината, Козјак 2013, така што не одиме само по планини да пешачиме рекреативно, туку секогаш и водиме сметка за зачуваме околината, имаме акции за пошумување, често пати собираме и ѓубре кое што за жал го има во изобилство на пониските места и подостапни поблиску до населението. Лани реагиравме заедно со граѓаните мислам дека беше подрачното Министерство за земјоделие, прво до градоначалникот, па тој не упати дека нема тој ингеренција, дека треба до соодветни институции. Меѓутоа добивме некој одговор, сега јас не сум стручна, рекоа дека не било згодно време за реакција од било каков тип, дека не може тоа да се санира, дека треба да се чека други услови. Сега дојде пролет, не сум стручна, пак ќе кажам, ама мислам дека веќе ако помина тој период кога не можеше да се реагира, мислам дека веќе треба да почне да се размислува, да се сочува шумата, затоа што секаде кај што одиме има таков, ама на Козјак посебно. Па речиси секоја недела одиме, и во зима, и во снежни услови, има планинари со различна кондиција, опрема и подготвеност. Одиме секогаш, бил подалеку, поблиску, зависи од временските услови и од нормално волјата на планинарите. Но одиме постојано, да. Сега пролет и кога имаме и, например, повеќе понуди или идеи, тогаш се делиме и на помали групи, одиме во ист ден на различни места. Затоа што луѓето малку се внимателни во однос на ова нова ситуација, па гледаме да ги избегнуваме тие помасовни акции.